Едни го сакаат, други не може да го смислат, но стручната јавност иако тивка остана на ставот. Проектот Скопје 2014 е лошо направена работа. Додека професорите по архитектура одлучија да чепотат, нешто погласни беа нивните студенти. Во неколку наврати со протести тие го искажаа својот револт против узурпацијата на јавниот простор, организираа дебати, повикуваа на одговорност. Неодамни со петиција дел од студентите по архитектура ги повикаа своите професори на акција за спас на она што останало од Скопје. Генерален став од архитектонскиот факултет изостане. Се плашат да зборуваат, вели професорот во пензија Георги Константиновски, кој никако не може да се помери со, како што вели, уништувањето на главниот град. Ниеден архитект не се сложил со што се работи. Не се сложил. Сум имал средни со многу колеги архитекти и сите се против ова. Меѓутоа никој не сме да дигне глас токму заради стравот и заради одмаздата на власта кон нив или кон неговите блиски луѓе. Не го силувајте Скопје. Слоганот се уште се памети, а и првата архибригада, чии членови беа буквално истепани од неистомисленици кога решија да протестираат против изградба на црква или каков било друг верски објект на плоштад. Од тогаш почна и трендот на контрапротести во земјава. Ова се чини беше лекција и за сите останати. Почнавме да се собираме, да правиме состаноци на факултети, сакавме да организираме некоја акција и така се случи протестот што го нарекувате. Во тоа време ние дури го нарекувавме урбан перформанс и замислата беше многу наивна и многу така перформативна. Требаше во овој простор позади да се собереме и да ја означиме градежната линија на објектот кој што требаше да биде изграден тука и да им покажеме на луѓето во едно саботно пладне докаде планираниот објект ќе го заземе јавниот простор и колку малку простор ќе остане за поминување. Значи тоа ни беше првичната идеја, за после благодарејќи на контрапротестот тоа да стане и протест. Снежана тогаш беше на средината на своите студии по архитектура. 4 години подоцна, со жалење гледа на она што се случува и со ликот на Скопје, но и со немањето критична граѓанска маса која повикува на промени. Минаа веќе години, мислам дека треба да излеземе од таа шок состојба, малку по-трезвено да ги погледнеме работите. Свесни дека не можеме да го спречиме ова и го пуштивме да се случува и да тече. Па сега што ни преостанува според мене, се изгради објектите што се изградија, така ги замислуваат новите објекти, така нека ги градат, меѓутоа оние објекти кои што ги имаме автентични од претходни периоди, како од периодот на модерната, како што е објектот на владата, ГТЦ, објектот во кој што е сместен Елем позади нас, тие не смеат да се рефасадираат. Но фасадата на владата веќе е договорена и таа за 9 милиони евра ќе стане барокна. Сосема известно е дека ќе се менуваат и фасадите на ГТЦ и Елем. Градот ќе добие и барокни сендвичарници, па дури и катни гаражи во овој стил. Но ова според професорот Константиновски не е најстрашното во проектот. Тој никако не може да разбере кому му текна да им го земе кеот на граѓаните и овде да стави згради. Тие владеат и то така се однесуваат надмено на другите. Јас сум рекол по едно време, нека извинјавате, али сум рекол ова е фашизам. Јас ќе забележите, не зборам за овие споменици, така наречени. Не ќе да се пуштам во нив, бидејќи тоа ми е најлесно одговорот. Кран од тука се носи на друго место. Зграда не може да се носи, архитектурата не може да се. Јас едно време дури предложив и динамит да станат туна што да радат. Оти беше време да се стави динамит, тогаш немаше да изгуби многу државата, бидејќи тоа беше мала сума. Според последните податоци, Скопје 2014 официјално досега изеде околу 208 милиони евра. Сумата ќе расте бидејќи се уште се гради. Стручната јавност е замолкната, студентите фрлени напред како топовско месо. Оние кои минатата недела ја испратија петицијата до архитектонскиот факултет решија да останат анонимни. Доколку иницијативата не е разбрана добронамерно од факултетот, ние како студенти може да навлечеме одмаздолюбивост и да си направиме сериозни потешкоти на патот на студиите. Целта на оваа иницијатива е студентите да престанат да се жртвуваат за градот, додека факултетот како институција спие, пишуваат тие во својот допис.